Пестицидот метомил, кај народот познати како ланате, кај нас е забранет уште пред една деценија и ние не го продаваме. Ама и сега има муштерии кои често го бараат. Оти порано тој беше еден од најефикасните препарати во земјоделието. Се продаваше и се користеше под строго утврдени правила. Ни изјави за Алфа, долгогодишен собственик на земјоделска аптека. Но тој е уверен дека и денес овој силно отровен пестицид широко е распространет кај нас, кој најверојатно се купувал на црниот пазар, а се шверцувал од други земји. Лошото кај метомилот е што изгледа како шеќер во прав, како брашно, и што нема ниту мирис, ниту вкус, па многу лесно може да настане забуна, ако не е соодветно чуван и означен. Порано, кога ние легално го продававме, обврзани бевме на купувачите да им земаме лични податоци и опширно да им објаснуваме како да го користат и чуваат. И се знаеше точно колку и кому сме продале. Сега, очигледно не е така, бидејќи луѓето изгледа го набавуваат по тајни шверцерски канали, ни рекоа од реномираната земјоделска аптека. Дали ова било причината што бабиниот зелник со прас, скопското тричлено семејство го чинеше еден човечки живот, а другите две лица цела недела да се борат за својот, најверојатно ќе треба да покаже истрагата која е во тек. Од МВР утринава не известија дека се преземени интензивни мерки за расчистување на случајот и дека по завршувањето на истрагата јавноста ќе биде информирана како се случила оваа трагедија. Во меѓувреме, како што е познато, по наредба на јавен обвинител, телото на починатата жена е предадено на обдукција, пошто се очекува најрано за 2 недели да се откријат и точните причини за смртта. Ова не се труења кои што ние прв пат ги гледаме, сме ги имале доста често во нашата пракса. Под кои околности настануваат, секој случај си е посебна приказна. За сега останува мистерија како овој забранет отров се нашол во домот на несреќното семејство, бидејќи од Државниот земјоделски инспекторат, ако е надлежен за увоз и продажба на пестициди, тврдат дека не била забележана никаква трговија со споменатиот пестицид. Инаку трагичниот настан се случил на 15 месецов во семејниот дом на тричленото семејство, син, снаа и свекрва од општина Киселавода. По 4 дена 47 годишната снаа за жал почина. Незиниот сопруг пак се опоравува на токсикологија, а свекрвата на Карил и таа се уште е во кома.